Samba, 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 para samba, na única pusti. Se o canta grena, 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 kako igram samba, moja sakosti. Продолжуваме со приказната за јубилејното издание 40-то поред, ама и за Макфест низ годините. Го прашавме режисерот Миле Гроздановски, што се е улогата на режисерот. Има два сегменти. Едниот сегмент е музиката, заедно со изведувачите, заедно со композитерите, аранжерите, пеачите, продуцентите и така натаму. И вториот сегмент е изложбата. Значи, фестивал е изложба на сето тоа што овие претходно го припремиле. Доаѓа режисерот, заедно со продуцентите ја добива музиката. Тогаш беше така. Се прегледуваше текстот. Дали е за пеење може да се пее или не може да се пее, дали има грешки, нема грешки, од кога ќе се лекторира тој, се пееа песните, се добиваше музиката. Музиката се разработуваше и спрема разработката на музиката. Овде има виолини, овде има труби, овде има ударалки, овде има бас секција и така натаму и така натаму. Ја разработувавме и почнувавме со уште една фаза сценографијата. Се договаравме со сценографот секоја година да бидеме македонски, а нови. Деке не направивме искуство за соработка со останатите републики, југословенски републики од тоа, се обидовме да најдовме. Се појави Александар Ивановски Карараев, феноменален сценограф и направи неповторливи сценографии кои ќе може да ги видиме во третата вечер. Барем се надевам дека дел ќе има. А додека во музиката си останаа контактите со Тиволи од Љубјана и Ацо Разборник од првите најдобри продуценти во Југославија, приватни од тоа време уште, па до Сплит, па до Сараево, па до Загреб и така натаму. Значи комунициравте и си помагавте. Тоа беше тој начин или доаѓа се уште пејачи. Не, ние нашите продуценти, нашите композитори одеа во нивните студија таму и учеа. Ти ме праша што имаш. И учеа во приватната продукција што се прави уште пред 30 години, пред 40 години. Сега е све приватна продукција. Секој мало ќоше е приватно студио. Сега каква музика се продуцира, не сакам да зборувам, отија сакам музиката бескрајно. Од таму доаѓаа пејачи кои што пееа, един услов беше да пеат само на македонски. Тоа се случуваше. Ние од Кичо Слабинац, од Кемал Монтено, од Радека Шверко. Не можам да се сетам на сите, затоа што се Љупка Димитровска си беше наша, ама туѓа. Ама пак го имаше тоа, нели? Зиманов од Сенка Велета. Звонат беше со нели еден нагласок така, со звонат така. Често се случуваше камерата да откаже некоја затоа што имавме стари камери. Не можевме доволно светло да ставиме на сцената затоа што беа оние големи бета камери како? Не, какви бета, тоа беа скрос од тие големите линеарни камери кои што се 3 генерации постари од бета камерите. Леле. И ќе откажеше некоја камера, па ми викате, инженерот, четврка камера не работи, чекај да видиме што, па со штрафсигерите ќе ја поправат. Во една таква ситуација, кога заврши првиот дел на фестивалот, ми се јавува директорот Троицки, вика, председател на државата Киро Глигоров сака да те види горе. Јас доаѓам по оние скали, се качувам горе и трчам. И пошто цел живот сум облечен вака, затоа што сценографии, кабли и така натаму. Треба да можеш да истрчаш. Ми се одврзува врвката на патиките. И клекнувам по скалите да ја заврзам врвката. Добро. И се вртам пиштолот овде, ми стои над глава. А го гледам, се знам со човекот многу добро, со години доаѓаше во пратња на негова работа. Да не те познава, вика, секој беше мртов. Што правиш доле? Ја врзувам врвката, каква врвка, вика. Па ме чека председателот. Одај брзо кај председателот. Одам кај председателот. Господја Нада ми вика,
добро е ова, ама дајте некои серии тогаш беа со чкалја, со камионџи и така натаму и така. Остави го детето, вика да го прашам нешто, вика со фестивал. И ме прашува, што, како и му кажуваме, имаме, вика, многу стара технологија, а сме држава, а цела Југославија не гледа, цела Македонија, викам, нешто да помогнете да се поправи. Подигнеме на едно повисоко ниво за тоа. Што треба репортажна? Колку кошта тоа? Сега како да му кажам дека е тоа голема цена. Инвестиција. И викам, голема инвестиција е тоа. Колку? Па викам, не сум инженер, ама околу 2 милиона марки тогаш беа, сигурно. И викам, добро, имаме добри мајстори, вика, инженерчиња што поправаат имаме. Да си ги почуваме тие уште малку, вика, да ни завршат работа, па веројатно кога ќе дојдеме до ниво, ќе го направиме и тоа. Ете како убава случка од Макфест. Да. И потоа, кога дојде репортажното возило во вистинска смисла на зборот на Макфест? Потоа прво не дојде репортажното возило, прво дојде промена на камерите. Значи интерно го опремивме со друг тип на камери, кои што беа поосетливи и можеше се работи со помалку светло. Па една од идеите на Карадаре беше од рудникот во Дебар за гипс. Има едни како кристали, огромни камења, карпи обесени. Ги направивме по цела сцена секаде и беше како една пештера. Обоена и како кристали, они висеа, како кристална дворана, ја викавме од Виена. Кога дојде Ацо Разборник од Лјубјана, влезе тука, вика, ова не сум го видел, прекрасно е, така ми даде комплименти за да може да работиме, а човекот беше стварно почитуван и работеше со Италија, со Австрија, со цела Југославија, а доаѓаше скоро додека беше меѓу живите, доаѓаше на гости. Еве како изгледаше втората фестивалска вечер низ очите на дел од учесниците. На една од пресконференциите беше кажано, добро е луѓето кои што веќе имаат кариера, нели да не го заборават Макфест како единствен фестивал. Кој е твојот став околу Макфест и воопшто ваквото фестивалско представување? Дефинитивно не треба да се заборави Макфест. За жал, единствен фестивал во држава и мислам дека треба му се стави малце поголем акцент во однос на тоа како го третираат Макфест во Македонија. 40 годишен јубилеј не е малце, нели? Јас, да бидам искрен, очекував многу поголема помпа, многу подобар маркетинг, многу све да биде светкаво, блинк-блинк на некој начин, нели? Али нема врска, убаво е што се задржува традицијата, нели? Пак ќе кажам, самиот настап, самиот концепт на самиот фестивал кој што се организира и кој што се прави е супер е, неслучајно сум повторно на вас. Не знам колку си следал Макфест низ годините, овие 40 години. Се сеќаваш ли можеби на некој рефрен кој што на третата ревијална вечер, утре вечер ќе биде изведен од, не знам, од Владо Јаневски, не знам, од Признавам Росана и така натаму и така натаму. Се сеќавам како не, меѓутоа да бидам искрен, утре не знам кој ќе пее и кои хитови ќе се интерпретираат. Али една од омилените мои макфестовски песни е од Хелена Благне, Кога те нема, наоколу те барам. Да. Кога те нема, наоколу те барам. Со Майкола. Јас сум премногу среќна што се случува ова вечерва и што навршило 40 години од неговото постоење. Само ми е жал што нема повише вакви манифестации, што немаме фестивали за промоција на нова македонска музика. Не е битно награди. Иако и тоа си има своја убавина, секој се чувствува веројатно и по-мотивирано и по така адреналински, но и да не постојат тие награди, еве го моментот на своја сатисфакција, знаеш дека нешто си направила вечерва, си промовирала нова песна, си се видела со колеги, со новинари, со медиуми, ви благодарам што сте тука, така да убавина е, голема убавина е. И за крај се сеќаваш на некој рефрен од Макфест? Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе, подобро уби ме,
Ето, фала ти. Сега може за крај и од твојата Делча? Може. Како беше? Во мене сонце гре и кога ти се смееш ведро е. Во мене секој збор е свечен, што си тука и светот убав е. Во мене сонце гре и кога ти се смееш ведро е. Во мене секој збор е свечен, што си тука и светот убав е. Првиот мој настап беше 2003 година, кога наставив како дебитант. Тогаш, не знам, оние постарите, повозрастните генерации се сеќаваат на М2 шоуто, кој што тогаш во тој момент беше многу популарно. Јас бев излезен скоро од тоа шоу и навистина беше едно големо искуство. Првиот пат кога се појавив, бидејќи кај младината во тој период бев доста популарен од шоуто и мислам дека беше големо доживување за мене првиот настап. И имам некаде околу 4-5 пати, од прилика се не знам точно. Со тоа што ми е драго што еве нова 40-то јубилејно издание, сум дел од самиот фестивал. Што значи за тебе, искрено вака, интимно Макфест? Види, си го сакам јас Макфест. Тој ни е бисер на фестивалите, за жал единствен е во моментов на она што значи поддршка за македонска музика. И знаеш како, сакам да се појавувам со нешто кој што сметам дека е добро, бидејќи навистина од овој фестивал многу песни станале хитови, останале во времето да се пеат и дефинитивно еве апел и порака и до моите колеги, нели, оние кои што се и поистакнати, кои што Имаат сериозна кариера. дека мислам дека треба да дадеме поддршка поголема на фестивалот, како и досега, и да се појавуваме, да се представиме со нова музика, со свежа нова работа и зошто не еден ден можеби некоја песна ќе стане историја, како претходните години, нели? На кој хит или на кој evergreen ти се сеќаваш од Макфест? Па види, има доста песни, навистина е тешко да се селектираат песните, бидејќи стварно бројот е многу голем. Не знам, кој да ти каже, Ивана, Звонат, Ише многу песни. Навистина би било, како што кажав, глупаво да ги селектирам. Многу хитови има Макфест. Куки, здраво, пак се договоривме дека ќе те прашам и после настапот како е. Така е. Одлично, задоволен сум реално. Не исценирав аплауз. Аплаузот беше буквално даден од мојата публика, од нашата публика. Гледав да го прекинам што можам, пошто стварно ќе траеше подолго. Ова не е скромност или не е нешто дека се правам. Супер, добро е. Сакав да помине ова некако и ми падна камен од срцето. Добро се освеќа. Isti kafani vreme različno, svi me dozvoli povtorno, ne isto to, bez твојата гитара брано. Како се однесуваат звездите на маквестовската сцена? Сите наши звезди, од почетокот на фестивалите, да речеме во 6-7 таму, доаѓа редовно на проби, потоа кога станаат звезди, главните звезди скоро не доаѓа. Например, сите звезди кои што доаѓа од горе, професионалци, доаѓа Радојка Шверко, дама, пар екселанс, цела. Доаѓа, вика, господине, јас сум на сцена, кажете ми што треба да правам сега. Направа строфа, таму си, на припевот тука си, на рефренот си тука, да се движи по сцена, на таа камера. Се сослушавме, благодарам многу, почна пробата, 2-3 пати истото си го повторивме, благодарам многу. Имаше денови
или години кога правевме интернационален фестивал Макфест, кога настапуваа странски звезди. Да. Звезди кои што учествувале на такмичење на никогаш. Евровизија. А, на Евровизија. Добро. Значи од тој тип. Да. Италија, Румунија, Шпанија, и тоа беше овде веселба невидена. Доаѓа румунката која што втора година учествувала на Евровизија и го гледа сцената сета растурена. Како што ние знаеме, првиот, петиот ден, од понеделник до петок имате тие 5 дена да се суреди. Да. Они дошле порано и го гледа. Вика, овде ако има фестивал, ја ќе частам виски. Ја викам, ке има. Завршува незиниот настап, кога дојде тука, стварно купила розис, виски, флаша и ја донесе во репортажна кола, повелете, вика, од ова, не сум го очекувала од вас. Такви ситници, фестивалот е и тоа. Имаше многу големи дружења. Имаше музика. Следно, да. Имаше, во Штип имаше еден оркестар, Аре Брадерс Бенд. Тамбур. Аре Брадерс Бенд. Да. Тој што во секоја година или години на нас што врхунски беа, за среќа се некој, не знам кој се од нив живи, кои се починати, во нивниот клуб се собираше дел од тие луѓе што сакаат таква врста на музика. Во подрумот долу на хотелот беа джез и кој хотел на Оаза? На Оаза. Доле беа джезирани композиции и джез настапи. Добро. На што знам кој кафич таму тие од тој, зависи од стилот кој како сака. За се нешто си имаше публика. Тука учесниците сами за себе беа таму, а Штипјани не можеа да влезат. Така е. Макфест стана заштитен дел на Штип. Значи, Штип треба да го почитува Макфест, да не споредувам како Сони, да речеме, за производство на ова, како Најк, како тоа. Тоа е Макфест за Штип и Штип треба да си го одгледува и да го чува, затоа што покрај Стиво, тогашниот Стиво и Макфест се два брендови кои што го прават градот Штип убав и весел. Тој е убав секако, има многу питом народ, многу сака да слуша песни, ама не треба да се изнаоѓа стално подобра форма, секогаш. Да најдат подобра форма, да го подобруваат и во смисла на музички избор, во смисла на технички избор, во смисла на поканување на гости. Без гости фестивалот не е фестивал. Вие треба да сите новинари да се шири, да кажете нешто убаво, да изберете порано и сега се избира од новинарите награда меѓу двата фестивали, тоа беше на новинарите таа награда, новинарите да делуваат. Безброј пејачи, безброј песни, многу убави дружења моменти и многу убави моменти. Му благодарам на Штип за сите тие убави години и затоа дојдов сега на 40 години да видам до каде е. И што видовте вчера на првата вечер? Кажете вака искрено од вашите колеги. На првата вечер, од секогаш дебитантските вечери биле такви. Да не бидеме премногу строги, затоа што сите имаат што не настапиле, што веќе не настапиле никогаш, што имаше некои кои што веќе го искусиле тоа и полесно им беше на сцената, некои потешко. Од секој фестивал, не само од дебитантите, ако останат 2-3 композиции, од кои една врв треба да биде и 2-3 други што ќе се вртат. Останатите 5-6-7 уште да се вртат по радиостаниците или по телевизиите и другите секогаш не сакајќи некоја пак ќе излезе од 10-12 место што било меѓу најслушаната кај публиката. Значи, секој фестивал изнедрува по некое добро остварување на дали заслуга на композиторот, дали на продукцијата, дали на пејачот, харизмата на човекот што го застапува секогаш. Вие знаете дека харизмата е многу битна на сцена кога ќе се појавите. Имате прекрасна песна, ако имате интерпретатор што не може да ја донесе таа мелодија и таа песна, нема да отиде. Ако излезе некој му здрачи од него, кој ќе излезе, ја купува публиката, купува аплауз, купува тоа знам, Тоше, например, кој ќе се појави гласот само кога ќе го пуштеше,
беше тоа празник тука. А он многу тешко од почеток па се снаоѓаше во чекори, во движења, на сцена. воопшто во Како поминува танцување. првите години, овде на Макфест беше повоздржан, потоа нарасна во тоа. Например, Трајче Манев, а со него имаше во пропратна група и една балетска точка, еден балетан. Добро. А тогаш никој не смееше да излезе на сцена, додека не се консултира со режисерот. Да. Дојде детето и ме прашува дали можам да настапам. Добро. Дај да видам што има, што може. Знаете кој е сега тој Игор Киров? Тој е Оној што прави за Большој театар. Большој театар што поставува сценографија. Секогаш кога ќе ме види, ќе дојде, ќе се гушнеме. И видиш како од прв настап на дете кое штипско дете кое што настапува тука, успеав потоа да му помогнам да се запише во балетско училиште во Скопје и тргна неговата кариера. Значи има и споредни Така е. Улоги кои што ги имало Макфест, па и вие на Макфест. Третата вечер беше онаа која сите ја очекувавме. Сите ние кои низ годините сме живееле со макфестовските хитови, бевме жилни да ги чуеме. Но пред таа ревијална вечер беше црвениот тепих, на кој требаше да се помине за да се влезе во Домот на културата Ацо Шопов и да се проследат настапите на Трајче Манев, Тања Кучевска, Мики Јовановски Џафер, Владо Јаневски, Росана и многу други. И кој прв за изјава? Секако, Осамен, односно Трајче Манев. Студено Трајче Манев, одличен бевте на сцената, како е после... Не сте биле, всушност сте биле на оваа макфестовска сцена и пред неколку години, се сеќавам дека сте извела ова. 5 години. Пред 5 години, така е, да. 35 беше тогаш. Да. Какво е чувството сепак ева на 4 децени од она кога се појавивте? Чувството е, како да ви кажам, обесекавање, знаеш, мене Макфест ми е се во животот. Тој Макфест е тоа што сум јас. Ако не беше он, немаше да беше Трајче Манев, нели? А сцената, а посебно вечер во публиката, мислам, не знам, ја едва издржав на сцена, мислам дека и некоја солза падна, ама прекрасно. Се сеќавате ли на моментот пред да изведете вашата песна на тогашниот Макфест? Осамен? Како не се сеќавам, ко вчера да беше. Види, таа година беше Југославија, нели? Имаше доста звезди, познати, сега да не ги набројувам сите. И ете, ја покушав, викам, чекај ја моја песна, пошто ја учествував предходната, 86, ама дует бев со Маја Андреевска. И ја направив песната, ја дадов на конкурс, помина и така. Ништо не очекував, ништо, мада, Кемо Монтено, после првата вечер, сакал да ме запознае. Го прашувал Троицкија, кој ти е тој дечко од Штип? Вика, има најубава песна, ако не победи, нема шансе, вика, мора да победи. И после таа вечер, кога победивте, што заслужи за кариерата? Веднаш тргна нагора? Тргнав. Мада имав сопки, на ове сопки. Знаете, се е за пари денес. Секој сака нешто од колачо да лапне, да земе, па ја бев комплетен автор на таа песна. И музика, и текст, па и изведувач. Имав. Доста сопки. Во Македонија и зато и отидов 88-ма, добив договор за наброд. Значи, сработувавме македонска естрада и естрада од Хрватска и ме повика на брод. Јас си отидов, чао, викам, не. Пошто не ми примаа песни нови. Ја конкурирав, не ми ја примија песната, и јас... Немаше каде, викам, екзистенција.
вам ви е секако најмногу жал што таа не е тука, но на сите ни е жал што не бевте заедно, но секако ќе чекаме побави времиња кога ќе можете повторно на сцена заедно да бидете. Но, еве кажавте, и покрај толку години повторно трема. Да, повторно трема, повторно некоја одговорност, повторно она чувство на носталгија на едни убави времиња, на едни убави, преубави песни, фантастични рефрени, едно прекрасно дружење, еден прекрасен директор Стојан Троицки, едни прекрасни дечиња кои скока, рипа, трча по нас, барајки ни аутограм и барајки да се сликаме, нели? Сето тоа буди едни такви емоции, такви чувства кои што, верувајте, или ги имате, не се учи тоа, или ги немате. Јас сум за жал таква, ги имам и премногу, понекогаш дури и ми пречат во животот, и така да имав некоја вознемиреност, имав некоја позитивна трема, иако сум 40 години присутна на сцена, но морам да признам дека вечерва толку ми се наполни душава. Имаше таква фантастична публика. Евоциравме стари спомени со колегите. Сите сме тука збрани како некогаш. Значи совршенство, немам збор. Дали таа година кога победивте, се признавам, мислевте дека ќе победите? Не, никогаш однапред немаме никаква визија, затоа што сме биле некако ја и Маријана цел живот скромни и секогаш сме си велеле, аби оваа песна е добра, ама и оваа е песна добра. И значи тоа е една искреност и е од што извира од тебе кога си до срж искрен и реален, да не си пристрасен за своето, али да го признаеш тоа туѓото, кога тоа сите ќе си го турат некогаш во глава и кога ќе сватат дека тоа е така, можеби тогаш ќе го достигнат она што е за мене нешто возвишено, не знам како да ви објаснам со зборови. Знаете ли колку веселби, колку места на кои што признаваме неизоставен дел? Дали знаете после 40 години колку е тоа песна која што живее? Да, знам. Многу добро знам. Значи, ми испраќаат на месенџер, на социјални мрежи екскурзии во Шпанија со не знам колку деца од гимназија кои што на плажа ја пеат, признавам, во најголем глас, во ечи, признавам, и тоа некои што не ги ни познавам. Значи, или некој ми испрага во месенџер, во некој ресторан, на некоја забава, признавам, ме потсетуваат на убави моменти, им се заблагодарувам. Значи, на многу места сум била присутна, каде што сум била повикана да пеам, за мои блиски или така. Значи, неминовно е и неизбежно е да се почне со признавам, посебно ако станува збор за една свадбена веселба, а да не ви кажувам дека се баре и ако не исчезнам и жена, и свири ми цигане, и така натаму, бидејќи навистина оставивме месечини. Еве, прв пат да се пофалам, иако не ми е тоа својствено, да се пофалам дека ја и Маријана оставивме еден убав белег и еден убав багаж за сите овие години, откако таа замина, јас и како солиста продолжив, исто и како солиста имам одлични песни и хитови, така да тоа е успешноста. Наградите не се важни, не се битни. Знаете зашто? Затоа што има еден мој драг пријател Александар Митевски и Дац, кои што се навистина во право, кои ќе кажат втората награда не се мести. Да. Тоа значи многу нешто, нели? Да. Добро, сега ако ве прашам кои се рефрените на кои што ви тикнува, од Макве, што би ми рекла? Кој да ти каже, Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже, Ивана, каква е ова рана. Кога те нема, Хелена Благне, наша летај ми, летај гулабе. Значи, звона, кај мене. Значи, прекрасни рефрени. Едно време, едни песни, едни хитови, ми се чини тешко дека ќе може да се достигнат во ова време, во моментот. Носталгична сум за тоа време, јас признавам, и тука нема што, тоа е реалноста. Тоа време беше некако подруго, некако беше почувствително, подобро за све, дефинитивно, пак ќе кажам, али пак секое време носи своји убавини, нели? И пак ќе кажам,
на младоста останува свет, што да кажеме. На младоста кој што треба да го искористи моментот позитивно, со добри песни, добри хитови и рефрени. Тоа го барам само од Макфест. Нека не нема веќе нас, али барам добри песни, хитови и рефрени и да знаат младиве што пеат. Само да видиш како беше у бекстејдж. Топ, додека пееша. И аплауз, знаеш колку тој долу. Леле, фала. Фала многу, баш фино беше, емотивно. А викам, немој да заплачеш, немој да... И толку требаш. Па да, ми дојде. Па не се гледа? Не се гледа. Како еден актер? Не се гледа. Sjajot skina, srce sruši mig, kako spomen, pismo jedno se zbog. Тогаш кога настапуваше на Макфест, очекуваше дека ќе биде ова ваквов хит и евергрин? Не, зашто работев една представа и бев толку уморна и засипната и кога Кире дојде со кола за уши ме зема у студио, ја викам толку ја изнастенкав песнава. Толку, кој знае што ќе излезе од ова, ми беше срам. Диши, кенкај, плачи, бришим очи. И после тоа се случи убава работа, што па ми кажа, леле, како ја отпеа песната. И ја тогаш станав свесна ствари дека ја сум ја отпеала добро, да. Боже, дај да летнам, да го сретнам јас. Но што ли да му речам, зар може да го спречам? Задоволен сум, не знам, одвај чекам да се гледам, да видам како се тоа изгледало нели на телевизија. Да, возбуден сум, се изморив. Не очекував дека толку ќе се изморам од играње, али да, мислам дека добро направивме со оглед на тоа колку време спремме, јас сум задоволен. Се сеќаваш или на што се сеќаваш прво кога ќе ти кажам Макфест? Што се сеќавам, па на традиција, историја и на убави мемории од детството. А на некакви мелодии, на некои рефрени? Па се нормално дека се сеќавам на десетици, стотици песни од Макфест, да, нормално. Тоа е подразбирливо. Сега зборуваме за оној другиот дел, како креативен директор. Што значи ова или колкава е организација тоа? Последнива некој... Ја немам некоја титула официјална креативен, јас сум дел од уметнички совет, него јас сакав да помогнам да изгледам Макфест, да речеме по-светски, по-трендовски и давав идеи и ги едитирав сите визуализации што ги гледате за секоја песна. Давав, да речеме, препораки, идеи за сцената, за сценографија, за типот на изведувачи, како го гледам Макфест во иднина. И ми е драго што општината тоа го прифат. Значи, сепак ја немам функција како директор, јас сум дел од уметнички совет, него буквално во секој сегмент сакав да помогнам колку можам од моето искуство да го направиме Макфест подобар. Ќе ми треба магија за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знам, само што те погледнам. Ќе ми треба магија да те освојам, ти ќе бидеш моја, знам, само што те погледнам. Кога ќе се појави проблем, што прави режисерот?
суштинско прашање за местото режисер на директни преноси. Затоа што јас сум покрај на музички фестивали, покрај на Охридски лета, покрај на филхармонија, сите балети и тоа, и не останати ини програми политички, најголемите собири во Македонија ги работам. Клучно, кога ќе се случи било која таков проблем, таква грешка на поединец, ако е од екипата или било како, сите смирено, продолжуваме понатака како ништо да не било, после утре ќе идеме. Сите смирено, во прашање е дугме, стиснува петка наместо шеска камера, стиснува ова наместо тоа камера, направи тоа. А тој се мести. Значи, смирете се, идеме понатамо. Утре дента ќе го разловиме чија грешка беше, ако е крупна санкции, ако не е крупна, да не се повтори никогаш повеќе таа. Никогаш не сум викал ни на проба, ни на, како се вика, ни на пренос. Затоа што сум работел, да речеме, 15 години Златно Славеќе, 20 години Калинка фестивали, Штурче 5-6 години од тие. Имаш деца малецки на сцена тука, сите се бомбончиња, сите се бајадерчиња, немаш никому да викаш. И чувството, самото чувство те тера да слезеш неколку степени подолу, да ја смириш екипата и да продолжиш. Сепак, аплаузот е оној за кој живее секој музичар. И за крај на ова патување, из овие 40 години Маквест, завршуваме токму со него. One of the